Шалом и Божи благослов до сите. Денеска сме заедно со мојата драга сестра во Христа Јана Савовска и заедно ќе ви споделиме една интересна тема која верувам дека ќе поттикне интерес кај секој еден од вас. Темата за денеска е твоето учество за ширење на Царството Божјо на земјата. Но најнапред би сакала од мое лично име и од име на Јана се разбира да се заблагодариме на нашите пастори Константин и Милена Кајшаров за поттикот и за можноста која што ја имаме за тоа да бидеме денеска во заедништво и да ја споделиме оваа тема која што ја подготвивме за денеска. Па, драги пастори, ви благодариме од срце. Исто така би сакале да се заблагодариме и на нашиот Господ Исус Христос и би можеле на кратко да почнеме со една благодарствена молитва, а потоа ќе преминеме на денешната тема. Господе, Татко Небесен, ти благодариме во името на Исус, Твојот Син, а нашиот Господ и Спасител, за ова заедништво. Ти благодариме, Господе, што сме живи, здрави, исцелени и обновени и што Твоите замисли се остваруваат во нашите животи, а Твоите замисли се за добро, за иднина и надеж. Ти благодариме, Господе, што сите наши потреби ги задоволуваш и што се ни даваш во изобилие и што се содействува во нашите животи за добро, заради тоа што те љубиме. Фала ти и слава ти, Господи Исусе Христе. Ти одаваме слава и чест, Татко Небесен, во името на Исус. Амин. Слава на Отецот, на Синот и на Светиот Дух. Амин. Верувам дека има луѓе, верници, кои што си го поставуваат себе си прашањето зошто немам или зошто едва врзувам крај со крај во животот и некои слични вакви прашања. Ако можеби и ти си еден од тие кои што се пронаоѓаат во овој тип на прашања, тогаш е време да осознаеш колку многу Бог обезбедил за тебе и како тоа да го примениш во твојот живот. Ѓаволот прави се затоа што сака да те оттргне од Божјата милост. И така ти наметнува одредени деструктивни мисли, грижи, проблеми и слични ситуации, терајки те да изградиш еден свој систем на размислување на кој што би се потпрел, се со цел да донесуваш одредени заклучоци кои што ќе се базираат на твојата логика. Односно, ќе се слушаш себе си и соодветно на тоа ќе постапуваш и ќе действуваш. Сега, кога верникот живее во заедништво со Бога, тогаш ќе сака да му угодува на Бог и да се покорува нему и нема својата логика и својот начин на размислување да го става во преден план, туку ќе се покори на Бога и на она кое што тој го бара од него. Ако можеби си имал тенденција во животот да одлучуваш според твојот систем на размислување, а не според Божиот, тогаш сигурно се соочил со последиците од твоите грешни избори. Но Бог не повикува да живееме според неговите замисли за нас и според неговиот план за нашиот живот, односно Бог не повикува да живееме живот во изобилие и просперитет. Иако Божјата милост за нас е огромна и тој го има спремено најдоброто за секој еден од нас, сепак Бог не е нашиот дежурен бодигард, кој што се грижи да сме здрави, да сме заштитени, да сме исцелени, да сме богати, а за сметка на тоа ние да му се молиме и да поминуваме време со него, речиси никогаш. А ако навистина е неопходно пак, тогаш да му се молиме по потреба. И при тоа да бараме да не заштити, да не исцели, да не обезбеди се што е потребно, но зарем тоа не е лицемерно? Секако дека е и тоа е погрешен однос. И ако можеби правиш така и спаѓаш во оваа категорија, тогаш е потребно да се покаеш од таквите твои постапки. Исус е тој кој ни дава изобилие. Исус е тој кој што сака да изобилуваш во живот со него. Животот со Исус не е живот во скудност и во сиромаштија, туку во изобилие, бидејќи изобилието е карактеристика на Господ Исус Христос. А тоа го гледаме во повеќе примери во Библијата. Исус обезбеди вино на свадбата во Кана Галилејска и тоа количински многу. Исус ги намножи 5 леба и 2 риби со кои што се нахранија повеќе од 5000 луѓе. Исус направи мрежите изобилно да се наполнат со риби кога ги вадеа од морето.
Има доста примери во Библијата каде што се потврдува изобилието кое што е карактеристика на Господ Исус Христос. Но, ако го имаме Исус во својот живот, тогаш зошто некој е сиромашен? Во Јован 10:10 ќе прочитам, вели: крадецот влегува само да украде, да заколи и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Може да заклучиме дека Исус јасно ни кажува која е Божјата волја за сите нас, а таа е да живееме живот во изобилие во Христа. Јана, што значи Господ ќе обезбеди? Само Господ знае што ни е потребно и што те чека во иднината. Значи, се е во негови раце. Затоа што тој се може да обезбеди и се нарекува Јахве Јире, што значи Господ кој што обезбедува. Значи, оно што е битно е дека ние не треба да се фокусираме на грижите, на материјалното, да се грижиме што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе облечеме, туку треба да се фокусираме на него, бидејќи тој се промислил. Господ се обезбедува. Значи, Исус јасно ни кажува, најнапред барајте го Божјото царство и неговата правда и се ќе ви се додаде. Значи, ако го бараш Бог и неговата волја во сите аспекти од твоето живење, тогаш ќе добиеш сето она што ти е потребно. Значи, не треба ти само да се грижиш за материјалното, туку ти си повикан да бидеш Божи слуга, кој што треба да се радува и да зависи само од Бога. Јана, Бог ги сака бедните, но не ја сака бедата. Зошто? Бидејќи Бог обезбедува изобилија, тоа го читаме и во Второзаконие, цела 28 глава, но постои услов. Само доколку човекот верува во него, го љуби, го слуша Божиот глас, односно се потпира на него, во тој случај ги наследува дури оние благослови кои што Бог му ги даде на Аврам. Меѓутоа, но овие благослови човек не може да ги прими доколку е во проклетство. Тоа значи дека ако човекот ги крши, односно не ги исполнува Божите заповеди, во тој случај тој живее во беззаконие. Така бедата и сиромаштијата се одлика на проклетство. Тоа значи дека не си под Божјото снабдување. Значи, ти треба да одлучиш, да направиш избор, дали ќе се покориш на Господ или нема. Првиот начин, да кажеме, една од причините кои што си во проклетство, во беда и во сиромаштија, е тоа што имаш погрешно насочена надеж. Ако ти наместо се молиш на Бога, својата надеж си ја насочиш на себе си, на своите способности, на политичките партии, на луѓето, влијателните пријатели, се потпираш на својата способност, тогаш твоето срце ќе се одврати од Бога и ти ќе бидеш во проклетство. Другата причина за проклетство е поради која што често пати луѓето влегуваат во финансиска криза или се бедни или не можат да излезат од таа криза или се ограбени, е причината дека луѓето се скржави, односно се приврзани за парите, за мамонот или демонот на пари и поради тоа си гледаат само за сопствените интереси, не гледаат за другите луѓе. И така споделувањето е многу мало. Друга причина која што предизвикува проклетство и сиромаштија е неисполнувањето на основната должност кон Бога. Ке прочитам во Изреки 3 глава 9 до 10 стих. Почитувај го Господа со својот имот и со провините на својот приход, и твоите житници ќе бидат преполни, твоите каци ќе се прелеваат со ново вино. Значи, како да го почитуваме Бога? Да го почитуваме со својот имот и со првините, кои што со првините на сиот свој приход. Значи, од овдека гледаме дека или ќе имаш, или ќе немаш. Материјалноста како дар се изразува и преку почит на Бога. Значи, нашите дарови не се само прикажуваат преку давање на пари, туку се израз на почит и на покорност кон Бога. Четвртата причина за проклетство е кога, или сиромаштијата изразена кај луѓето, е кога крадат од Бога. Некој ќе се рече како можам да крадам од Бога. Можеш, кога не ја исполнуваш врската давањето на десеток. Десетокот значи да оделиш 10%
од своите приливи, а останатите 90% да бидат твои, со нив може слободно да располагаш. Значи, ти едноставно одлучуваш дали ќе крадеш или не од Бога. Како може човек да излезе од проклетство? Па човек може лесно да се ослободи, треба само да му верува на Господ Исус Христос, односно да поверува во она што го направи Исус на крстот, да го прими за свој Господ и Спасител. Тогаш Исус го исполни, на крстот го исполни проклетството на законот, за ние да примиме благослов, односно ние сме ослободени од проклетството преку Исус на таков начин што ние му веруваме и кога сме во позиција да ги наследиме благословите кои што беа ветени и на Аврам. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто пишано е проклет да е секој што виси на дрво. Та Аврамовиот благослов да дојде на народите во Христа Исуса и да го примиме преку верата, ветувањето на Духот. Читам од послание до Галатјаните 3 глава 13 и 14 стих. Треба да знаеме дека ние сме во позиција да примиме благослов од Бога. Оној завет што го склучи Аврам со Бог, можеме и ние да го наследиме. Тоа беше завет на благослови, на изобилие. Но тој завет има услов од две обврски, да даваме десеток и да сееме. Давањето на десетокот постои уште пред воспоставувањето на законот или кој што беше воспоставен преку Мојсей. Значи, десетувањето на десеток се сретнува уште во Стариот Завет, уште од времето на Адам, патријарсите Аврам, Јаков, Адам и така натака. Значи, во цела прва Мојсеева книга има примери каде што покажува дека се давало десеток. Но, кога Исус Христос дојде на земјата, го исполни законот и пророштвата, ние повеќе не сме под законот. Ние сме помилувани, оправдани преку верата во Господ Исус Христос. Но, давањето на десеток продолжува и понатаму како обврска, бидејќи тој беше даден пред законот. Што значи дека и покрај тоа што ние сме во милоста Божја преку верата во Господ Исус Христос, останува таа обврска да ја имаме. Ако ти си ослободен од проклетството, треба да живееш со вера во Бога, треба да си благодарен на Господ, за да можеш да ги примиш овие благослови и да се однесуваш како што ги примаш благословите. Ана, можеш ли подетално да ни објасниш што значи, односно што е десетокот? Така. Ќе започнам со Левит 27 глава, 30 стих, каде вели: секоја десетина од земјата, од полските посеви и од плодовите на дрвата му припаѓаат на Господа. Тоа е Господова светина. Десетокот е одвојување за Бога, односно десетина од сите првини на своите приливи и представува обврска на секој човек кон Бога. Секој кој што не го врши тоа, колку и да напредува во својот живот, колку и да постига успеси во својот живот или кариерата, на крајот станува сведок за губење на своите пари, дали за лекување, дали за отплата на долгови, кредити и слично, што укажува на проклетство. Десетокот не значи само давање на 10%, туку значи задржување на 90% од заработката, бидејќи се што добива и се што заработува човекот му припаѓа на Бога. Сакам да прочитам од 3 глава Малахија следните стихови. Од времето на своите татковци отстапувавте од моите заповеди и не ги чувате. Вратете се при мене и јас ќе се вратам при вас, говори Господ над воинствата. Прашуваат, како да се вратиме? Смее ли човек да му задржува на Бога? А вие ми задржувате мене и прашувате, во што ти задржуваме? Во десетокот и во приносот, удрени сте со проклетство. Зашто ми задржувате вие, сиот народ? Донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, зборува Господ над војските. Не ќе ли ви ги отворам небесните брани и не ќе ли излеам врз вас благослов со полна мерка? Нема ли заради вас да му забранам на скакулецот, за да не ви ги расипува веќе посевите и за да не ви биде неплодна лозата во полето, говори Господ над воинствата. Тогаш сите народи ќе ве сметаат за среќни, зашто ќе биде
те земја на блаженството, говори Господ на двоинствата. Овие стихови се интересни за преиспитување во насока дали крадеш од Бога. И можеби ќе речеш не, но доколку не даваш десеток, тогаш Библијата јасно укажува дека крадеш од Бога. И можеби ќе си речеш дека на некој начин не си знаел, но доколку е така, значи дека не го познаваш ниту Бог, ниту пак го слушаш неговиот глас. Според поуката од Малахија, од стиховите кои што ги прочитав, можеме да разбереме неколку моменти зошто Бог сака да одвојуваме десеток. Еден момент е за да имаме желба да се покориме и вратиме при Бога. Понатаму за да го видиме непријателот, односно ѓаволот, односно скакулецот поразен. За да се оттргне финансиското проклетство и за да примиме благослов во финансиски аспект. Понатаму за да ја искусиме Божјата сила на снабдувањето и да примиме благослов за целата наша земја. Сакам да подсетам за еден пример во Библијата, всушност станува збор за двајцата браќа Авел и Каин, кои што биле синови на Адам и на Ева. Авел бил сточар, а Каин земјоделец. И Авел и Каин знаеле дека треба да му принесат жртва на Бога, и тоа Каин принел од плодовите на земјата, додека пак Авел од првородените на својот добиток и од мрсното. И што се случило? Господ ја примил Авеловата жртва, додека пак кон Каиновата воопшто не се ни свртел. А зошто? Бидејќи Авел дал од првините на својот род, од првородениот добиток, додека пак Каин не го направил тоа. И што сакам да истакнам овде? Постојат луѓе кои даваат од остатокот, постојат луѓе кои даваат од вишокот, но она кое што е важно да се истакне и да се запамети дека десетокот се одвојува од првините онака како што дал Авел. Ја земаш платата, одвојуваш десеток, а послато тоа следува плаќање на сметки, на рати за кредит и други издатоци кои што ги имаш. Така. Ана, ти си економист по професија. Можеш ли да ни направиш која е споредбата за плаќањето на персоналниот данок кон државата како врска и десетокот како обврска кон, како верник кон Бога? Така. Како што секој граѓанин на една држава има обврска да плаќа персонален данок, така секој човек пред се треба да е послушен кон Бога. Сега, доколку граѓанинот не го почитува законот и не плаќа персонален данок кон државата, тогаш следуваат санкции. Но зарем државата е поголем авторитет кај христијаните од Бога? Затоа, секој христијанин, без разлика на која деноминација е, треба да двои десеток за Бога. Сакам да напоменам дека десетокот се дава во онаа црква каде што ти како верник духовно се храниш со Божјото Слово. Десетокот при тоа не е чекор за двојно да ти се зголемат парите кои што ги имаш, туку тоа е гаранција да не го изгубиш она кое што го имаш. Десетокот не се дава само од плата, туку од сите приходи кои што се прилеваат, да речам на некој начин, во домот. Разни хонорари, понатаму може продажба на имот, на нива, на стан, на куќа, наследство, разни подароци, производство, но и од земјоделие, од сточарство, од занаетчиство, доколку тоа ти носи приход. Значи се одвојува и од тоа. Исто така, десеток е потребно да издвојува целото семејство, а не одредени членови да издвојуваат, а други да задржуваат. Бидејќи семејството не може да прими благослов од Бога доколку некој краде од Бога, односно не дава десеток. Исто така многу е битно да се истакне дека е потребно човек редовно да дава десеток, а не да почне да дава па да се повлече. И како расте финансискиот стандард кај човекот, треба да расте и стандардот за давање кај тој човек. Оние пак кои што не даваат десеток,
често пати се мета на ограбување во нивните домови, често пати може да бидат сведоци на разни несреќи кои што се појавуваат, дисхармонични односи во семејството, разни разболувања и слично. Сакам да истакнам дека во црквата Господ поставил пастори и служители кои што се задолжени за Христовото тело да функционира во хармонија. Со десетокот во црквата мора да располага и да менаџира оној кој што е повикан да служи во таа црква како пастор и заедно со црковниот одбор не може никој на своја рака да ги користи средствата кои што се одвојуваат како десеток. А десетокот во црквата се користи за потребите пред се на самата црква, како наем, како трошоци за одржување, трошоци за струја, за вода, за грење, изнајмување на хали, на сали, практично за некои поголеми конференции или служби, понатаму за одредена набавка на одредена техничка опрема и слично. Десетоците исто се употребуваат и за покривање на потребите на пасторите и служителите во црква, како што тоа го гледаме, например, во Библијата со левитите кои што биле свештенослужители. Исто така се употребуваат и за потребите на гости, мисионери и проповедници кои што доаѓаат од други градови или други држави, понатаму за помош на одредени категории, да речам, на верници, вдовици, сирачиња и слично, но и за печатење на материјали, печатење на книги за евангелизација, флаери, информатори, музика за славење, се со цел за да се спасат повеќе луѓе. Во нашата црква ние имаме многу сведоштва од верници за тоа кога некој верник почнува да дава десеток, следуваат многу позитивни промени во животот на тој верник, како на пример унапредување на работното место или промена на подобро работно место во некоја друга компанија, во друга институција каде што има подобри услови. Исто така има придобивки од типот на спасение на семејството на тој верник, почеток на нови проекти кои што му носат дополнителни приходи и слично. Исто така се случува и овие луѓе да се под постојана Божја заштита и верноста кон Бога низ материјалното се излева и во духовното како благослов. Освен десетокот, за кој што веќе кажав, тука се и донациите, односно даренијата, па би сакала да прашам Јана дали може да ни ја кажа разликата помеѓу десетокот и донациите. Секако, Ана, постои разлика бидејќи донациите или даренијата е сето она кое што му го даваме на Бога, нели го користиме за Божи цели, е надвор од десетокот и представува наше семе, кое го засејуваме како сигурен капитал во Царството Божјо. Ако човек не дава десеток, тогаш, а дава донација, тогаш нема никаква корист од тоа, затоа што испаѓа дека дава донација од краденото на Бога и очекува истовремено од тоа да има благослов. Значи мораш да даваш десеток ако сакаш она кое што се вика донација да има некакво влијание во твојот живот, некакво действие во твојот живот. Но она што е најбитно од се, ние треба да научиме да даваме Божјата љубов, да ја даваме. Љубовта Божја не може да се измери во материјални средства, но може да се изрази низ дела која потврдуваат незината вредност. Затоа, ти треба да бидеш сејач што сее. Гаранцијата на твојата иднина не зависи од парите или од богатството кое што го поседуваш, туку зависи од Бога. Тоа значи дека доколку имаш богатство и доколку заработуваш добро, тогаш тоа ти е дадено за одредена цел, односно да се реализираат целите на Божјото царство во материјалниот свет. Дури и ако ти имаш поголема плата или ти се зголема или имаш некаде приходи од други материјални средства, тоа значи дека ти треба да изразиш поголема верност кон Бога. Бог е нашиот снабдувач и тој ќе ти обезбеди семе да сееш, но исто така и подобро да жнееш. Со други зборови, сењето е работа на секој Божи човек.
Квалитетот на семето кое што нели го сее зависи од твојата вера. Доколку ти имаш мала вера, тогаш твоето давање ќе биде многу мало. Доколку твојата вера е нестабилна, тогаш и твоето давање ќе биде такво. Еднаш ќе даваш, еднаш ќе нема да даваш. Доколку твојата вера е јака и цврста, тогаш твоето давање ќе биде во полно зрно, односно ќе биде во полно зрно и ќе очекуваш дека ќе има полна мерка. Се зависи од тоа како ти ќе вложиш, односно колку ќе вложиш во својата вера, какво семе, на каква почва ќе посееш. Ако сакаш да ти се зголемат материјалните богатства, треба навистина да не ти биде тоа мотив, но сепак да сееш. Затоа што ќе посееш, тоа и ќе пожнееш. Зашто што човекот ќе посее, тоа и ќе пожнее. Кој сее во своето тело, од телото ќе пожнее погибел. А кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Да не бидеме уморни, да правиме добро, зашто ќе жнееме во право време, ако не се умориме. Затоа, додека имаме време, да им правиме добро на сите, а најмногу на оние кои припаѓаат на нашето семејство по вера. Послание до Галатјаните 6 глава од 8 до 10 стих. Значи, ние треба што? Да сееме во духот. На кого да правиме добро? На сите, но најмногу на нашето семејство по вера, тоест на браќата и сестрите во црквата. Да си христијанин, значи да помагаш, да правиш добро, нормално, да помагаш на бедни, на болни, на слабни и така натака. Но тоа не смее да ти биде мотив да се покажеш колку си ти посебен и колку си ти добар. Па така да изградиш потајно една улога на спасител. Зошто? Дури да не се такви мотивите на твоето срце. Дори да имаш навистина вистински мотиви, може да се случи да го направиш човекот зависен од тебе и тој човек да ти се поклонува и да прави култ од тебе. А тоа Бог не го сака, ние тоа го знаеме и затоа ти треба да го научиш човекот да зависи од Бога, дека тој е тој што дава и не снабдува, ни обезбедува, Јахве Јире, и Бог дека тој ни обезбедува се што ни е потребно и да го научиш да зависи од Бог и да сее. Нормално како што и ти си посеал. Доколку има некој таков човек на кој што сакаш да донираш, убаво е прво да му проседочиш за спасението преку верата во Господ Исус Христос. Да ја шириш радосната вест, да им кажуваш на луѓето за Исус. Се разбира дека тоа треба да го пријавиш и во својата црква, во црковниот одбор на пасторите, доколку сакаш да донираш, односно да помогнеш на некој човек кој има таква потреба. Да ги известиш, па да донираш, па доколку одлучи самиот одбор, пасторите дека ти треба тоа да го направиш, ќе те пратат тебе, не само во однос на донацијата, туку и во однос на поголемата цел, а тоа е спасението преку верата во Господ Исус Христос. Да засееш и духовно семе. Меѓутоа, помагањето на бедните луѓе, на сиромашните луѓе, значи дека го прославуваш Господ Исус Христос. Во Изреки 19 глава 17 стих читаме: на Господ му позајмува оној кој е милостив кон бедниот и тој ќе му го плати добротворството. Значи, кога даваме на сиромашните, ние му даваме на Бога и ќе дојде време кога нас, животот, кога Бог тоа ќе ни го исплати што сме го вложили, што сме го дале. Секоја потреба може да биде пополнета и обезбедена само од Бога, бидејќи таа е обезбедена преку Исус Христос. Но потребно е човекот да верува во Него. Бог гледа како даваме и колку даваме. Знаеме дека нели за десетокот, дека Бог гледа колку нели даваме десеток, но исто така Исус кажал дека го гледа и ни ги гледа и донациите кои што ги даваме. Не само нашето срце, толку и колку даваме донација. Кога поминува корпата за време на богослужбата, тоа исто така го гледа Исус. Како Исус гледа на материјалниот аспект? И во Евангелие по Марко, 12 глава има еден пример, една случка каде што Исус не само што го гледа она што го имаме во срцето, дали даваме, туку и колку даваме донации. Тоа значи дека
Бог гледа дека даваме на бедната, колку дала бедната вдовица, ја видел, дала само 2 лепти, го гледал ковчежото, гледал и другите како даваат, меѓутоа кај неа забележал дека таа дала од целиот свој имот, а додека пак другите дале од својот вишок. Значи таа била сиромашна, но дала се што има, додека другите кои што давале во ковчежето, го давале она кој што им било вишок. Значи Бог видел колку дала вдовицата, го гледа ковчежето, што има внатре. Исто така Бог го гледа нашиот мотив. Не треба тоа да биде од жал и од принуда, туку треба да биде со радосно срце. А ова го велам, кој се е скржаво, скржаво и кешне. Кој се е во благослов и кешне. Секој нека даде како што одлучил во срцето, а не со жал и принуда, зашто Бог го љуби радосниот дарител. 2 Коринтијаните 9 глава од 6 до 7 стих. Ако ти си верен во малку, тогаш ќе бидеш верен и во многу. Ако си верен кога немаш, ќе бидеш верен и кога ќе имаш. Но ако ти си верен кога даваш во низ материјалното за финансирање на Божи цели, тогаш ќе бидеш исто така верен и кога се работи за духовното богатство, за она што е љубовта, дар, мир. Значи едноставно ќе бидеш во се верен. Ние не можеме да служиме на два господари, или ќе му служиме на Бог, или ќе служиме на Мамон, на демонот за пари. Многу е важно човек да разбере дека донацијата не треба да биде беден дар. Точно е дека кога вложуваш и кога даваш во донација, дека навистина материјалните средства се зголемуваат. Но тоа не треба да ни биде мотив на нас, тоа треба да биде свесност да расте. Ако твојата плата се зголемува, ако веќе растат твоите приходи, ти не може да даваш претходно исто така како што си давал. Тоа значи ако ти дошла платата 100.000 денари, тоа не значи дека твоите донации ќе бидат 100 денари. Нема правило, но со ова сакам да кажам дека како растат твоите приходи, твоето богатство, така се зголемува и твоето вложување во Божите цели. Поважно е да се дава отколку да се прима. Затоа не треба да се мери кога се дава, нити пак да бидеш скржав, бидејќи на таков начин покажува што имаш ти во твоето срце. Ако се молиш на Господ да имаш, за да даваш, тоа е вистински мотив во твоето срце. И тогаш покажува дека ти не си само повикан да примиш благослов, туку и тој благослов да го дадеш на другите луѓе. Односно, да земеш учество во Божите цели. Ако не можеш да бидеш директно во учество на Божиот план за спасение, тогаш ти можеш да ги подржиш луѓето кои што го работат тоа, односно да работат за Господ Исус Христос, го шират евангелието и на таков начин ќе помогнеш да си го собереш своето богатство на небесата. Ти ќе одбереш дали сакаш да го собереш своето богатство на земјата или пак на небесата. Затоа што каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Изборот е твој. Со ова, Ана, јас веќе напоменав нешто што можеме да инвестираме во Божјата служба, меѓутоа мислам дека е убаво да објасниш каде се би можел човек да инвестира, нели, од оној приход кој што го добива како донација за Божји цели. Така. Пред се многу е важно секој верник да биде свесен дека има финансиска одговорност пред Бога и кога дава, тоа да го прави од срце, со искрени и чисти намери, а не под принуда. Но доколку некој нема порив во срцето да дава, тогаш е добро да се преиспита да не може би тој верник е влюбен во парите наместо во Бога. Така, ако твоето срце е предадено на Бога, тогаш се разбира дека без некој тебе да те поттикне, да ти укаже, ќе знаеш дека давањето за Евангелието Божјо и за мисијата е начин да си собереш богатство на небото. Исус плати се за нас. Изразувањето на почит кон Него низ материјалните средства е доказ дека во нашето срце имаме љубов кон Него, а не кон Мамон, демонот на парите. Во Лука 6 глава, 38 стих вели: давајте и ќе ви се даде, добра мерка, набиена, натресена, преполнета, ќе ви биде дадена во скутот, зашто со каква мерка мерите, со таква ќе ви се одмери. Од овде согледуваме дека најпрво треба да дадеме,
а потоа да примиме. И тоа е израз на нашата вера. Исус не учи да чекаме да примиме, па после тоа да даваме, туку да дадеме за да примиме, а мерката со која сме дале ќе определи колку ќе примиме. Исус преумножува, но преумножувањето зависи од твојата мерка. Почитувани браќа и сестри, тоа беше се од нас. Верувам дека вечерашната тема ви беше интересна и доколку некој сака подлабоки информации во врска со инвестирањето во Царството Божјо на земјата, топло ја препорачуваме книгата Како да станеш богат од нашиот пастор Константин Кајшаров, од која што и ние денеска црпевме информации. Јас ве поздравувам со Божиот шалом и со пораката действувајте во давањето. Јана? Обезбедува, Господ е Јахве Јире. Не заборавајте, се обезбедува. Така е. Шалом и од мене.